Американскиот председател Доналд Трамп во неговото второ обраќање за состојбата на нацијата во Конгресот повика на двопартиско единство и соработа. The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people. Сепак нагласувајќи го американскиот економски раст за време на неговата администрација, Трамп предупреди дека смешните партиски истраги би можело да го нарушат таквиот прогрес. An economic miracle is taking place in the United States, and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations. Трамп ја повтори неговата намера да изгради зид на границата со Мексико со цел да го спречи влезот на мигранти во Соединетите држави. Wealthy politicians and donors push for open borders while living their lives behind walls and gates and guards. Meanwhile, working-class Americans are left to pay the price for mass illegal immigration. Reduced jobs, lower wages, overburdened schools. Трамп го бранеше истапувањето на Соединетите држави од договорот за контрола на вооружувањето со Русија и од нуклеарниот договор со Иран. Тој ја повтори заложбата за враќање на американските сили од војните во странство, наведувајќи дека големите земји не водат бесконечни војни. For years, the United States was being treated very unfairly by friends of ours, members of NATO. But now we have secured, over the last couple of years, more than $100 billion of increase in defense spending from our NATO allies. They said it couldn't be done. Најавувајќи дека со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ќе се сретне на 27 и 28 овој месец во Виетнам, тој ја пофали неговата политика спрема Северна Кореја. If I had not been elected president of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. Доналд Трамп го заврши својот 82-минутен говор со уште еден повик за единство и со оптимистичка забелешка дека на Америка допрва и предстојат големи успеси. Таквиот оптимизам не беше поделен и во одговорот на Демократската партија на неговото обраќање. Стейси Абрамс, која во ноември тесно ја изгуби кандидатурата за гувернер, ја повика владата да престане со политичките трикови, особено во економијата. The Republican tax bill rigged the system against working people. Rather than bringing back jobs, plants are closing, layoffs are looming, and wages struggle to keep pace with the actual cost of living. We owe more to the millions of everyday folks